Visoko preosvešteni vladiko, mitropolit Kruševski Dimitri Carski gospodin Jovan, dragi sestri monahinji, počituvani podjakon Ljubčo Petrevski, koji što će biti naš govornik na ovo današnje predavanje. Dragi braći i sestri, благодариме на вашето присуство на ова четврто поред предавање во текот на великденските пости. Имено да се зборува за православната вера, мора и неизбежно и да се помине покрај пресветата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија. Да се зборува за неја, значи да се зборува за жена која што го родила Спасителот. А за такво битие, таков човек и таква привилегија да има некој, требало да се достигне многу. И не случајно била таа избрана, која ќе почнеме уште од незините родители, нивниот начин на живот, како тие ја добиле, како ја воспитувале, како ја дале во храмот Божи. Сето тоа ништо не е случајно, туку само една подготовка за да дојде на светот оној кој што ќе не спаси. Бидејќи како што од Адама сите паднавме, преку Христа сите ќе се спасиме, а Христа ни доаѓа преку надприродното раѓање на пресветата владичица наша Богородица и секојаш Дева Марија. Токму на таа тема денеска ќе ни зборува нашиот протопсалт, нашиот и подјакон Љубе Петревски, кој што ќе се обиде да ги долови најубавите моменти кои што и најважните моменти кои што ја одликуваат ова наша Божја угодничка пресветата и секојаш Дева Владичица наша Богородица. Повелете. Благословете почитуван наш митрополиту, драги сестри монахињи, оче старешино на овај свет храм, браќа, сестри, мои сограѓани, што ете јас, иако немам никаква богословска школа завршено, иако немам факултет теолошки завршено, мојата струка е по јазиците, романска филологија, но по милоста Божја, што вели апостол Павле, сум тоа што сум, барајќи ја вистината и смислата на животот, зошто сме на земјата, која е целта на нашиот живот? Дали се родивме да јадеме, да пиеме, да уживаме и еден ден да умреме, и како да не сме биле, како што велат безбожниците, не велам атеисти, затоа што атеист не постои, на некој начин сите имаат некој Бог во кој што веруваат, но, како што велат безбожниците, по смртта ништо. Ете, тоа ме побудило на времето, младите години, да побарам патот на спасението, да побарам смислата на животот и му благодарам на Бога и пред се на Мајката Божја, што и покрај сите мои лутања во младоста, во студентските денови, барајќи вистина, поминав низ многу сатански замки, побајачи, погледачи, барајќи помош и спас, потоа по сектите, кои тогаш на големо растура литература нивна и заведуваа луѓе во тоа обезбожено наше општество тогашно, да не знае човек на која страна да се сврти, но милоста Божја сепак покажа пат дека спасението е единствено овде каде што сме. Овде сме во една клетка на православието, од тој голем организам на милиарди неброени клетки за спасение, што се вика православие, еве во овој свет храм, но додека да се стигне до ова место, конкретно за Свевзан, каде што сум јас, многу искушенија, многу проблеми, од кои пак ќе речам, Мајката Божја секогаш и се уште и денес била со мене и се надевам дека е со мене, иако аз многу пати не сум со неа. Да се зборува за Мајката Божја, нема да сгрешам ако речам, блаженнешиот митрополит нека ми исправи ако грешам, е исто како да се зборува за Господа Исуса Христа. Зборувам во материјалниот свет, а потоа и во духовниот свет. Кој може да го објасни Господа Исуса Христа во овој наш свет материјален,
да се симне од небесата, да стане човек, да земе тело човечко, да се роди, да живее, да расте, да работи, да се труди, да се измачува и најпосле и смрт да претрпи, за да го спаси човекот за неговата непослушност, за неговиот греф. Но да не дошам многу со уводот, онолку колку што ќе даде Бог и благодатта на Светиот Дух и милоста на Мајката Божја, ќе се потрудам да кажам она што мислам, она што чувствувам и она што со долги години живеам со тоа прашање во мене, колку е возвишена, колку е света и колку е важна за нашето спасение Света Дева Богородица. Без неа ние би биле потполно изгубени, не би го имале ни Христа. А штом го немаме Христа, нема за што да живееме и нема за што да живееме. Остануваме со оној што гордоста некогаш од носител на светлината го направи носител на темнината и што ги наведе на греф нашите прародители, да живееме со него во вечна темнина. Но Бог не мислел така кога не испратил во овој свет. Она што прво го вели Светото Писмо Бог, кога ствараше, ќе се повратам малку на почетокот на стварањето после, што рече прво? Да биде светлина. Без светлината, како што вели Светото Писмо, не знаеме ни каде одиме, ни каде ќе стигнеме, освен во пропаст. Значи, прво е светлината најважна. А кој е за нас вистинската светлина? Оној што потврди и во Светото Евангелие: јас сум светлината на светот. Јас сум патот и животот. Од тие три работи, што е за нас неважно или поважно? Без светлина не го гледаме патот. Ако не го гледаме патот, нема да стигнеме до животот. Ако не стигнеме до животот, ќе бидеме во пропаста, во адот, за секогаш. Но Бог поинаку мислел. Еве, на прагот сме од еден голем празник, благовештението на Пресвета Богородица. Може да се рече дека тој е почеток на празниците, почеток на нашето спасение. Како пееме? Днес спасение нашего главизна. Денес е почетокот, насловот на нашето спасение. Се возглавува нашето спасение. Син Божи, син Деви бивает. Значи, основното во нашата вера се исполнува на тој празник. Темелите се поставуваат. Синот Божи, син на Дева станува. И затоа и пееме: радувај се благодатна Господе, со тебе тоа ќе си дојде на свое место. Значи, наоѓајќи се во предворието на таков празник, да се благовести доаѓањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос, треба да кажеме неколку збора за почетоците и на нашето создавање од небитие во битие и за нашето пресоздавање од смрт за живот, од грев за правда, од пекол за Царство Небесно. Би почнал тука со почетокот на се, како што вели на едно место владика Николај, за безпочетниот почеток. Затоа, ако што се рече почеток, би испаднало дека пред тоа немало ништо. Меѓутоа, од ништо не може да постои нешто, значи нешто било. Иако Бог нас од ништо не доведе во битие. И самиот збор ништо представува нешто, затоа што апсолутно ништо не постои. И да го замислиме целиот универзум, без планети, без сончеви системи, дали е тоа ништо, тој простор, да го речеме вакуум? Не е ништо.
Тоа е простор. Тоа е сепак нешто. И нема крај. Кој може да се осмели да каже до каде е и од кога е? Значи постоела вечност. Но во таа вечност материја не постоела. Битие не постоел, освен нестворениот и вечен Бог, нашиот предвечен Бог, Пресвета Троица, Отецот, Синот и Светиот Дух. Нажалост, повеќето луѓе во светот не може да го сватат троичниот Бог наш. Мнозина веруваат во еден Бог, некој Аллах го вика, друг поинаку го вика, но Бог, ако нема син, или синот ако нема отец, или ако и отецот и синот немаат свет дух, или ако светиот дух го нема отецот, тогаш од каде би произлегол? Значи, тоа е на троична целина, една тајна на тајните, што се вика Бог, Света Троица, кој вечно постои. Неговиот, како што се вика, внатрешен, предвечен совет. Во почетокот, ако може да се рече почеток, пред да биде створен невидливиот свет, ангелите, кога ништо друго немало, Божјата љубов, Божјата енергија, што го исполнува тоа божество, била предоволна, затоа што Божјата љубов, духовната љубов, нема граница и не може да заврши. Таа си е сама доволна на себе. Тамо кај што има вистинска љубов, вие знаете во обичниот живот, кај што направа вистинска љубов, ништо не недостасува. Макар да немаме леб да јадеме. Кога имаме љубов, се ни е полно, се ни е мило. Дали тоа се работи за само во бракот, дали се работи само и за во комшилукот или за пошироко, како што би требало и во целото општество, да имаме таа љубов, да бидиме сите едно. Како што со Отецот, Синот и Светиот Дух едно. Тоа троично божество, таа бескрајна љубов ја изрази со тоа што реши во нивниот совет, велам нивниот, ако во неговиот совет не би рекол, бидејќи се три лица, а една суштина божествена, реши да создаде нешто. Да ја подели љубовта, да ја подели радоста што ја има во себе. Таа огромна енергија што се вика живот вечен, да се подели, да се расшири, да го почувствува и некој друг. И затоа Светото Писмо почнува со зборовите, Стариот Завет, во почетокот створи Бог небо и земја. Во почетокот, пак ќе речам, кој што вели владикан Николај, безпочетниот почеток. Само продолжува божеството да се пројавува во видлива форма сега. Повикува, прво, ја ствара невидливата природа, небесните сили што го окружуваат, кои најповеќе и најмногу го славословат Бога во еден одреден период од стварањето, пејќи му на постојано свјат, свјат, свјат Господ Саваот, полни се небесата со неговата слава. Но за тоа е друга тема. Доволно зборувал Свети Дионисиј Ареопагит за таа небесна иерархија каква е. Си има празник кога тоа ќе се зборува. Наше е сега да видиме нашето доаѓање во светот. А потоа ли Бог створи земја. Не земја ова како земја, како материја само. Тоест видливиот свет, материјалниот свет го доведува во битие. Тоа ќе го сватиме понатамо кога вели земјата беше пуста и безводна, темнина владееше над бездната, а Духот Свети лебдеше над водите. Таа божествена енергија творечка, што во тој хаос, во таа темнина,
во таа пустелија, да речиме, да створи совршен ред, да направи универзум, да направи една куќа, едно живалиште за она што подоцна ќе го насели на планетата Земја. Значи, Духот Свети лебдеше над водата, енергијата Божја веќе ствара, преведува небитие во битие. И рече Бог да биде светлина. И се створи светлина. Светлината не можеме поинаку да разбереме, освен како онаа светлина што на Таворската гора светна од лицето Христово, нестворената Божја светлина, која е и животворна светлина, како што од сонцето светлината што излегува и овозможува живот, но за да има живот е потребна и топлината на сонцето, значи троичното божество, слично на сонцето, веќе делува да оживотвори нешто, да се стави нешто во ред. И Бог почна да ствара. До 6-тиот ден, не се задржуваме на сиот 6-тиот днев, тоа многу работа, и до тука Бог вели, рече Бог и би. Рече Бог да биде светлина и би. Рече Бог да се оддели водата од сводот, над сводот, од водата под сводот. Рече Бог да се појави суша. Рече Бог да произведе водата риби, морски животни, лазачи. Рече Бог животни да се појават на земјата. Земјата да пушти трева растенија. Но кога дојде до 6-тиот ден, што рече Бог? Да створиме човек како што сме ние. Веќе тука се наслутува Светата Троица, нашиот Бог. Не решава тука сам ни Отецот, не решава тука сам ни Синот, ни Светиот Дух, зашто во нив нема противречност, една волја, една желба, една творечка сила. Тоа што го сака Отецот го сака Синот, тоа што го сака Синот го сака Светиот Дух и така натаму. И го створи Бог човекот по својот лик и подобие. Лик му даде одреден лик на човекот. А суштината Божја, подобието Божјо, не е својствено на сите луѓе, особено после гревот. Ако не би бил гревот, не знаеме како би било, сепак не би биле на суштина со Бога, но би биле богоподобни во правата смисла на зборот. За ова појасно да ни биде за тој почеток на стварање, би прочитал првата или втората реченица од Евангелието на Свети Јован Богослов, кај што токму оној безпочетен почеток е, без кој не можем и Стариот Завет да го разбереме, создавањето во почетокот Бог створи небо и земја. Како тоа беше? Новиот Завет, боговдахновениот апостол Јован Богослов, вели, во почетокот беше Словото. Еве го почетокот на стварањето. Слово, логос по грчки, е зборот Божи, она Бог рече да биде светлина. Не би сватиле буквално сега, не знам како вие, ама јас така го разбирам, ако грешам, кој знае нека ме поправи. Бог рече, кому му рече Бог? Требаше потреба да викне Бог. Немаше на кого да викне Бог. Бог рече, Словото Божие Христос, Синот Божи, вечното Слово Божјо. И вели Светото Писмо, Словото беше во Бога и Бог беше Словото. Гледате, треба да се застрамат, особено Јеховините сведоци и другите секти кои негираат божеството на Господа Исуса Христа, или како што во на време во почетокот монофизитите кои отфрлале природата божанска на Господа Христа, некој човечката природа отфрлале. Словото беше
Бог беше во Бога и Бог беше Словото. Нашиот Исус Христос е Бог, еднаков со Отецот и со Светиот Дух, затоа што е еден Бог, но троличен, едно од лицата Божји. Се стана преку Него. Еве кој е Творецот на светот. Како што го викаме Господ Исус Христос, Пантократор, Вседржител. Се преку Него стана од она што стана и ништо без Него не стана од она што стана. Значи без Христа не би ни биле ние создадени. И Словото, вика, во Него имаше живот и животот беше светлина за луѓето. Ете од каде ќе ни дојде светлината на нас, луѓето во животот. Повеќе мислам овде на духовната светлина. Природната светлина е од оние материјални тела небесни што Господ Бог ги поставил на небесниот свод, за да ни го одредуваат времето, да можеме да го мериме времето. Но вистинската светлина беше во Него и светлината во темнината свети и мракот не ја опфати. Еве сведоци сме ние повеќе од 2000 години. Многу луѓе настојуваат да го затемнат тоа духовно сонце, таа светлина. Не успева, темнината не може да ја опфати и таа вечно ќе свети. Словото или стана плод. Овде веќе се навестува доаѓањето Негово во светот. Кога Бог во шестиот ден го створи човекот, кога рече да створиме, како што рекол, не човек, според нашиот лик и подобие. Бог го створи човека од земната прашина. Му створи тело едноставно. И му дувна дух животворен и телото стана жива душа. И го нарече Адам, човек. И се доврши стварањето што го планираше Бог. Но во тоа стварање има едно предание во кое се крие и новиот Адам што ќе се роди после толку илјадници години на земјата, новиот Адам, избавителот, спасителот Исус Христос. Предание според кое Бог му даде на Адама лик таков каков што беше Исус Христос кога се појави на земјата како човек. Но, како дојде Господ Исус Христос во светот? Каде беше причината Синот Божи кој се роди во вечноста, во безпочетната вечност од Оца без мајка, кој вечно се раѓа од Оца без мајка, да се роди на земјата од мајка без татко, без маж. Оној што некогаш беше најсветл ангел, кога отпадна во својата гордост, а гордоста како мајка на сите греови, го симна од престолот што му беше до Бога, Луцифер, светлоносец, во таа негова гордост која посака да се издигне над Бога, да стане еднаков со Бога, и повлече, дури се вели, третина од ангелите. Каква опасна работа. Јас би рекол тука првата политичка партија се створи во вечноста. Значи, веднаш во таа негова гордост ја изгуби прво благодатната светлина што му беше од Бога дадено и од Луцифер стана темнина, сатана, мрак, заедно со оние што ги повлече со него. Но Бог во својата голема премудрост не сакаше небесната негова иерархија да биде оштрбена, да биде нарушена. Затоа тогаш Бог реши да створиме човек како што сме ние, за да го пополни она место од кое што отпадна Луцифер со неговите ангели. И го направи човекот, како што вели во Светото писмо место, малку подолу од ангелите, со слава и чест го овенча.
и му направи специјална градина и го всели во неа со сите можни изобилија што ние не можеме да ги замислиме, онолку колку што ни кажува Светото Писмо, со многу добри родни дрва, и му рече: од секое дрво можеш да јадиш, само од дрвото на познавање добро и зло да не јадеш, зашто во тој ден што ќе вкусиш ќе умреш. Тоа вкусување од дрвото на познавање добро и зло би значило: гледај ја природата, обработувај ја градината, труди се за неа, грижи се, користи ја, но немој да го испитуваш оној што ја создал и како ја создал и кој е, од каде е. Како што до ден денес има луѓе, па да го видиме Бога, па кој го створил Бога, па од каде е Бог, како може да биде вечен. Ако не може Бог да биде вечен, тога што беше пред да биде? И на што е причина? Во тие работи човечкиот ум е многу плиток и не треба да се занимава. Оној горделив отпаднат ангел ја злоупотреби змијата. Како што вели Светото Писмо, змијата беше најлукава меѓу сите земни животни, ја злоупотреби змијата, влезе во неа и еден ден кога Ева се најде во близина на тоа дрво на познавање добро и зло, лукаво ја превари. Неспомно за Ева, за малку појасно да ви биде. Кога Бог го створи Адама, створи тело, не му створи соодветен другар од земната прашина. Затоа го нарече Адама човек. Но кога виде Бог дека не е добро човекот да биде сам, како што вели Светото Писмо, пак продолжува тој предвечен Божи совет да му створиме другар според него. И не зеде Бог да ствара ново тело. Од телото на Адам, пушти на Адама сон, и кога Адам длабоко заспа, вели Светото Писмо, толку колку што кажува Светото Писмо и не ќе кажеме, зеде едно од неговите ребра, некој велат од левата страна поблиску до срцето, затоа таа љубов на мажот кон жената, тајната на таа привлечност, зеде едно ребро и од реброто ја направи Ева, а местото му го пополни со месо, со тело. И кога Адам се разбуди и кога ја виде Ева покрај себе, еве тело од моето тело и коска од моите коски. Не е посебно тело. Затоа пак во моментот кога мажот и жената стапуваат во брак, се венчаваат во црквата со благодатта на Светиот Дух, обајцата ќе бидат, се вели, едно тело. Реброто се враќа на своето место и се добива човек. Оној човек што Бог го планирал. Но Ева како послаб сосуд, да го речиме, бидејќи човекот како прво создаден после Бога, затоа и рече ќе ти биде глава во животот и ќе бидеш под неговата власт, не во смисла на робство, но на послушност, како што на Адама му е глава Бог Христос и на црквата, така и на жената мажот е глава. Во таа смисла да има почит кон мажот, зашто од неговото тело произлезе. И Ева, наоѓајќи се во близина на тоа дрво, го слушна лукавиот како ја мами преку змијата, многу лукаво, додека Бог рече од секое дрво ќе јадите што во рајот, освен од дрвото на познавање добро и зло. Змијата рече: вистина ли е дека Бог ви забранил да јадите од сите дрвја? Видете се како лукаво тој настапува. За да ја доведе до искушение. И Ева до тогаш може би не го ни приметила тоа дрво, не го ни погледнала во рајот.
затоа што имале се. И му рече, не, Бог ни дозволи од се да јадеме, само од дрвото на познавање добро и зло, да не јадеме, ти ќе умреме. Не е истина, рече тоа. Во тој момент ќе ви се отворат очите и ќе станите богови. Она што него го направи демон, сакајќи да стани Бог, сега му го нуди на најважното материјално творение на човекот, за да го направи од Бого човек, да го направи демоно човек. И тогаш таа желба, што кој ќе се вети нешто, човекот станува слеп за момент, погледна Ева вели во дрвото и виде дека плодот е многу вкусен, многу убав за гледање и вкусен за јадење. И одма посака да стане Бог. Зошто не отиде лукавиот кај Адама? Сигурно Адам не би го послушал. Затоа тој барат кој е послабо, тамо се кине. Кога ја слизна жената, многу е полесно жената пак да го лизне мажот после. Кој што и денес полесно жените ги лизнуваат мажите, тоа што, простите на извор, ама таа е вистината. Искушенијата доаѓаат многу повеќе од таа страна. И жената вика, а Ева вкуси и го натера и мажот свој да вкуси. Сигурно го пофали, дојди да видиш како вкусен плод. Дојди да видиш, богови ќе видиме. И мажот секој слуша жената, вкуси од плодот. И што видоа прво? Дали станаа богови? Не. Што видоа прво? Си го видоа странот. До тогаш не знаа ни дека се голи. Прво што видоа дека се голи. И брзо се скрија под една смоква и си направија покривала од лисјето од смоквата. Се завитка со лисје од смоква. Си го видоа гревот прво. Ете го нашето паѓање. Тука, оно што требаше да биде боголик човек, бого човек, сега стана огревовен човек. А Бог, кој во својот предвечен совет сигурно го знаеше тоа. Бог не е немоćен како некој што направил сега еден компјутер, па не знае како да се остави и како работи. Бог ја знае таа човечка особина, бидејќи не го направи робот, не го направи автомат, само да биде послушен и лево и десно. Го награди со слободна волја да бира добро или зло, затоа го опомена. Не вкусува и од она на познавање добро и зло. Се ќе му беше добро. И се му беше добро. Ама сега го позна злото човек. Таа слободна волја. И Бог го побара. Сакаше да го врати на првото достоинство. Што побара прво од Адама? Покаяние. Затоа и нашето Евангелие почнува со покајте се. И Христос првата проповед со покајте се. И Свети Јован крстите во пустината покајте се. И апостолите цело време покајте се. И денес оците, наравно, сите би требало прво покајте се. Адаме, кај си, викна Бог. Не дека знаеше каде е Адам. Го слушнав гласот Твој, Господи, и се скрив, оти сум гол. Не рече, сгрешив, Господи, пред Тебе. Се уплаши од гласот Божи, што до тој момент му беше радост, кога го слушаше Бога. Кој ти кажа дека си гол? Уште го наведува Бог да се покае, да го признае гревот. Но Адам не се покаја, напротив. Жената што ми ја даде ме излаже. Обвинува веќе друг, како што сите правиме на исповед, кој ќе дојдеме, не ми рече свекрвата или не мисли невестата, па јас и вратив, па јас и реков, одма другиот го обвинува, комшијата ми направи. Не велиме, јас сум кривиот. За секој грев сум јас кривиот. Ако пречутев, немаше да има кавга. Не пречутив.
Значи никој не го признавам гревот. Се сврте кон жената тогаш. Зошто го направи ти тоа? Можеше и таа да се покае. Мене змијата ме излаже. Знаеш како може некој да не лаже кога оној што не створил нашиот родител, зарем нашиот родител ги лаже своите деца и му мисли лошо? Може ли Бог да му мисли лошо? Ме излаже змијата. И сега доаѓа најважното, доаѓа начинот за нашето спасение. Сега Бог спрема скала за да се симне од небесата во свое време спасителот на светот. Затоа што иначе Адам ќе останеше за секогаш огреовен, како што Луцифер во кој што никој пат и неговите ангели немаат покајани, остануваат вечно демони, така и Адам би останал во гревот и можеби вечно би бил под власта на нечистиот дух, зашто него го послуша. Сега Бог прави спасение за човекот. Во тропарот што го запеевме за Благовест, продолжува: Син Божји, син деви бивает. Значи сега е почеток нашето спасение, Синот Божји, син на дева станува. Која е таа дева сега? Бог во неговиот предвечен совет не го остави Адама без надеж и рече на змија, прво му рече на Адама: да е проклета земјата во твоите дела. Не е проколна Бог земјата како земја, како негово творение, но во делата човечки. Трње и коприви ќе ти раѓа. Со пот ќе го заработуваш лебот, додека да се вратиш во земјата од која си земен. Од земја те зедов, те направив човек, ти дадов да бидиш духовно жив, ти посака да бидиш духовно мртов, телесно жив. Ете во земјата, во твоите дела земјата ќе ти се одмаздува на секој начин, како што гледате колку природата кон нас луѓето не е милостива, затоа што ние прво не сме милостиви кон неа и ни враќа на многу разни начини. Невремињеве, слушнав денес и некој нов земјотрес има со илјадници жртви колку што чув. Значи природата од гревот човечки реагира. Кој што вели во Светото писмо, воздивнува и чека спасение. А колку повеќе би требало човекот да го чека спасението. Зато му рече да е проклета земјата во твоите дела. А на Ева и рече: ќе ти ги преумножам маките во раѓањето деца и ќе бидеш под власта на мажот. Да има одредена послушност, како што мажот мора на Бога да му биде послушен. Како што епископот е послушен на црквата, свештеникот е послушен на епископот, ѓаконот е послушен на свештеникот, па ние певците сме послушни на таа иерархија. Мора да има послушание. Без послушание нема спасение. Но кога овде се изгуби послушанието, прво се наруши постот, не испости Адам во рајот од едно дрво, сега ние ќе постиме на земјата повеќе пости, некој повеќе, некој помалку, подолги пости. Додека дојде Спасителот наш. Во тој предвечен Божи совет сигурно Бог одреди одреден период кога ќе го испрати Спасителот на светот, новиот Адам, што ќе се роди од жена, ама без татко. Кој друг, ако не оној што е роден без мајка во вечноста, сега ќе дојде на земјата да се роди од мајка, да го комплетира делото Божјо, да го избави првосоздадениот Адам. И кога се исполни времето, а Бог го обеќа тоа во книгата на Мојсеј, напред се зборува дека од браќата ваши, Мојсеј му рече, ќе се појави пророк, него да го слушате. Значи е навестен. Кога ја колнеше змијата Господ, кога и рече: бидејќи го направи ова помешечки, ќе лазиш, некои велат дека
долго време змијата поисправена одела. Демек не целосно, а поисправена, ама со клетвата Божја поради тоа што направил гревот, тоа е како предание. Помешечки ќе лазиш, со земјата ќе се храниш. Ставам непријателство меѓу породот твој и породот на жената. Ово е битниот момент до кој што доаѓаме до нашата Света Дева Марија, што ќе ни го даде тој пород. Непријателство меѓу твојот пород и породот на жената. Не на било која жена. Затоа е членувано, ќе рече на породот на жена. Некоја жена. Но овде се или на жената. Бог веќе имал одредена замисла која е таа одредена жена што ќе биде достојна да го роди Синот Божи. Тој ќе ти ја згази главата, а ти ќе го каснеш за петата. Целиот животен пат на Господица Христа го гледаме од тој момент до сега. Припремниот период, што го викаме Стар Завет, на многу места им навестуваше на луѓето во сликовити, во Сенехи Гадани, како што пева Катавасијата, се јавуваше ликот и на Мајка Божја и за Господа Исуса Христа. Во некои што луѓето не можеа да ги разборат работи, но одредени надарени од Бога пророци преку Светиот Дух го навестува и го припрема народот за доаѓањето на тој пород од жената што ќе му ја згази главата на сатаната. Еден од пророците што го читаме тука на секоја утрена на часовите, пророк Исаија, кој што живеше околу 800 години, скоро 700-800 пред Христа, запишал: и ете девица ќе зачне и ќе роди син. Значи, она што е неприродно за човечкиот ум, за нашиве физички природни закони, сега Бог го прави да биде природно. Иако е невозможно во природните закони. Затоа што идеше Богошчет, Бог побежае следства чин. Кај што сака Бог, не важи природниот закон, се менува. Врвеше времето, врвеше. И пророкот Михеј дури го наместува на 600 години пред Христа: и ти, Витле, не по ништо не си помал од јудините покрајни, зашто од тебе ќе излезе водач што ќе го паси мојот народ Израилот. Покажи местото каде ќе се роди Спасителот. Божиот план веќе беше направен, трасата беше направена до времето кога требаше да се јави Дева Марија. И многу други пророци навестуваа. Пророкот Језекил, да не барам да ви читам, ќе ви го кажам, тоа го читаме на секој богородичен празник, кога вели во духот тој гледа визија и ме одведе до вратите на храмот. И вратата кон исток беше затворена. И ми рече: сине човечки, оваа врата ќе остане затворена. Зашто е за кнезот, за царскиот син, за Божиот син, оваа врата ќе остане затворена. Што кнезот ќе влезе и ќе излезе преку оваа врата и таа ќе остане затворена. Сигурно од ова ви е јасно нешто. Кога велиме ние овде на секоја богослужба, по толку пати што спомнуваме Мајката Божја, да не рече Бог и Господ Исуса Христа, зашто таа е најспомнувана од сите свети што ги има нашата црква. Затоа што таа е почесна од херовимите и последно од серафимите. Значи, погорем од човештвото и дури од ангелските сили, повозвишена, почесна и пославна. Зашто кнезот вика ќе влезе и ќе излезе и таа ќе остане затворена. Светиот Дух, кога дојде времето, еве задутро е празник што ни доаѓа, го потврдува тоа.
Света Дева Марија ќе ја споредиме со тој храм што се спомнува, источната врата, нејзината невиност, нејзината девственост. Кнезот се вселува, Божиот син, во нејзината утроба. Се вселува без да ја нанесе штета. Се раѓа без да ја нанесе штета. Дева пред рождеството, дева во рождеството, дева по раѓањето, присно дева. Но кој можеше да биде присно дева? Дали која било жена? Не. Онаа девица што ја спомнува пророкот Исаија, не го спомнал името, но кога рекол девица, тоа се подразбира некоја обична жена, некоја многу стара жена. Бог бара нешто најчисто што може да биде. А почисто не можеше да биде од Света Дева Марија, испросена од нејзините побожни, праведни родители, кои беа веќе во многу подминати години, тамо каде што престанело она што по природата, по Божиот благослов дава пород, од една, да речиме, може би, не скроз сува утроба, но бесплодна утроба, која целиот живот од бракот што го поминала со својот маж, не зачнала, не родила. И Бог токму тие две свети души, Јоаким и Ана, од поколението на пророкот Давид, царот Давид, ги одбира за да бидат она мира што ќе го даде тој род, она дрво што ќе го даде тој плод, што се вика Дева Марија. Тие беа бездетни, а бездетноста во Стариот Завет се рачунаше кај евреите за проклетство, за грешност, и кога сака да принесува жртви во храмот во Ерусалим, беа потрунувани, беа враќани, беа подценувани. Вие како бездетни нема што да пристапувате напред. Тие со солзи плачеа, се молеа и измолија Бог да им даде ночедо, ветувајќи го, себно Ана, мајката Ана, она што ќе ми го дадеш тебе, ќе ти го посветам. И Бог во неговата милост дава една неплодна утроба да зачне веќе не од страст, не она што е својствено во младоста, не она што многу пати го претвараме ние во грев обичните луѓе. Но овие луѓе жеба да имаат пород. Бог му дава благослов и сила да зачнат едно такво создание, едно такво цвеќе, еден таков плод, што по сите човечки закони во брак зачнато, родено, однегувано до 3 години од мајката и, како што вети, на 3 години одведено во храмот в Ерусалим да му се посвети на Бога. Тоа девојче, таа девица, таа што рече Бог жената, ќе даде потомство што ќе ти ја згази главата. Остана во храмот од 3 години до уште 11 години, колку што даваше законот Мојсеев, за да може девојче да остани во храмот, затоа што во тоа време не беа познати монахини како ние сега што имаме, но во храмот останува стари жени вдовици за да служат во храмот, меѓу кои пророчицата Ана што сте слушале на Светение Господне, 84 годишна вдовица, такви жени служат во храмот. Но Света Дева Марија растена во храмот од своите 3 години, бидејќи нејзините родители се упокоија наскоро по нејзиното предавање во храмот, беа стари. Таа растеше во храмот, со ангелите разговараше, со законот Мојсев се хранеше, со пророците, и читаше од пророците, и прочита и за себе, но не можеше да го свати тоа што е, уште. И кога помина уште 11 години, и 3 што имаше 14 години, се исполни закон Мојсев кој што вели дека не може понатаму да остани во храмот, треба да се бара начин да се удоми некаде. Но таа
тогаш за чудо на сите изјави желба дека се заветовала на Бога да остане вечно дева, да не се мажи. И тоа предизвика едно чудо, затоа што за нив до тогаш што не беше познато. Не беше тоа може да се свати. И затоа вика се собраа 12 старци, најмудри, најчесни, меѓу кои праведниот Јосиф, да решат што сега со ова девојче. Кој ќе го земи од храмот? Во која куќа да се даде? Тоа не ќе да се омажи. И мислам дека со ждрепка му се падна на незиниот роднина старецот Јосиф, праведниот Јосиф, како што наречува Светото писмо, и под видот на брак, на свршеница, на брак, ја зеде во својот дом, за да биде по законот нејзин маж, но во духовната смисла пазител на нејзиното девство. Пазител на она што таа го заветила да му го даде на Бога. Ќе се повратам за малку назад, кога во 280-та година царот Птоломеј нареди да се преведува Библијата, Стариот завет, законите, пророците, од еврејски на грчки јазик, беа избрани 70 старци, 280 година пред Христа, за да ви биде појасно. Значи, пред да се роди Христос. Меѓу кои старци беше и старецот Симеон, што го слушаме на сретение. Ќе речите 280 години пред Христа и сега се јавува на сретението во храмот, го зема в раце Христа. Да, преданието вели дека тој живеел 360 години. Зашто? Кога преведува, нему му се падна оној дел што вели пророк Исаија: ете, девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му стават име Емануил, што значи со нас е Бог. Се кажува сега кој ќе се роди од девицата. Со нас е Бог, значи Бог дојде. И тој се зачуди, затоа што е невозможно тоа, како што рекме, по природниот закон. Зеде нож да го изгреби тој збор, може многу учен човек, да го замени со зборот млада жена. Сигурно си рече, некој сгрешил што напишал така. И во моментот, ангел Господов го фаќа за раката и слуша глас: нема да видиш смрт, додека не го видиш исполнето ова што сакаш да го поправаш. Напиши така како што е напишано. И тој го преведи до ден денес во пророштвата на Исаија, тоа стои така. И ете, девица ќе роди син. И девицата, кога се всели во домот на Јосифа, го читаше пророкот Исаија повеќе пати. И се задржуваше токму на тоа место тука. И во незиното срце почна веќе да созреве една желба, едно љубопитство, едно детско, наивно. Која ќе биде таа блажена девица? Која ќе има таа среќа да роди син, да го наречат Емануил, со нас е Бог? И во тој момент доаѓа небесниот архистратик Гавриил, оној што и на Мојсей во пустината му помогна да го напише петокнижието Стариот Завет, оној што на многу пати се јавуваше и навестуваше за сите добри работи и до ден денешен, благовесникот, застанува пред неа и вика: радувај се, благодатна, благословена си ти меѓу жените. Одговорот ти го даде. Ете кого Бог го избра. Какво цвеќе, каква чистота. Што може да иде почисто од едно 15 годишно девојче, што освен храмот ништо друго не видело, што освен законот Божи в раце ништо не фатило. Ние сега од цел ден со телефоните в раце мобилни, од цел ден со други занимации пред да ги има телефоните. Ние ова што го викаме Свето писмо
Прашање колку пати го фаќаме, да не речем во денот, не, ама дали во неделата, дали или некој пат овде што ќе го слушнеме. Не е ово за да стои на полица некаде. Го знаеше законот Божи, целиот закон Божи го знаеше. Таа знаеше што и следи, но имаше желба да остане девица и Бог ја исполни таа желба и ете, сега токму таа е таа благословеност и ти меѓу жените, не некоја друга. И Марија вика се уплаши од тој поздрав. Уште кога и рече, и ете ти ќе зачнеш во својата утроба и ќе родиш син и ќе му ставиш име Исус, зашто тој ќе биде што ќе го спаси светот. Таа се стресе од дното на душата. Не дека не сакаше. Незиното срце може и потајно присакувало како детето, која е таа влажена што ќе го роди Емануил. Ама таа се исплаши за незиното девство. И таа веднаш моментално одговара како ќе биде тоа. Скоро речи невозможно е тоа. Јас не знам за маж. Пак не со владика Николај додека не знам тоа. Не сакам да знам за маж. Како ќе биде тоа? Како и вика, не бој се, Марија. Оној умирителен глас што дава мир, оној мир кој што свештениците тука, мислам 17 пати на литургија мир, се мир со вас. Тој мир преку ангел, не бој се, Марија. И објаснува, Светиот Дух ќе те осети. Животворната сила на Бога, божествената енергија Божја ќе те осени. И ти ќе зачнеш во утробата. И роденото ќе се нарече Син Божи, ќе биде свето. Уште кога слушна Марија дека тоа ќе се нарече Син Божи, можеше ли да се противи? Каков поголем дар? Од друга страната, ќе си ја согледа човек, кога таква благодат ќе дојде на човекот, ќе си ја согледа својата ништожност, своето ништавило пред Бога, колку е мал. А во утробата нејзина се вселува Синот Божи. Зошто сето тој го објаснува? Не ќе да ја принуди, не и рече мораш. Така Бог рече, ти мора тоа да го прифатиш. Во Светото писмо никаде овдека, колку има страници, нема да го најдете зборот мора. Ниту Бог некогаш го рекол, ниту некој од пророците, ниту некој од светителите. Но, како? Она што го рече Христос, сега скоро на крстопоклонната недела го читав на Евангелието. Кој сака да врви по мене, нека се одрече од себе. Нема мое, ја што сакам. Нека го земе крстот, страдањата, маките, и нека ме последува. Марија во моментот тоа го направи. Марија ја бараше, затоа така постепе архангелот, нејзината согласност, нејзината добра волја. Знаеше тој што душа има Марија, но ние за да разбериме какви треба да видиме, да биде Божијата волја. Што рече Марија во тој момент? Мирот Божи се всели во неа. Таа потполно, кога чу дека е тоа Божијата волја, дека така Бог планира, дека благословена си ти меѓу жените. Не, јас не сакам. Не, туку мојата душа го велича Господа. Цел живот го величаше, но сега посебно му го потврдува, мојата душа го велича Господи, мојот дух се зарадува во Бога Спасителот мој, зашто погледна на смиреност од својата слугинка. Ете што бара Бог од нас, што неговото високо божественство денеска го тумачеше во блаженствата. Да се прифати Божјата волја, да не се контрира на Божјата волја. Ние сите велиме да биде волјата Твоја, Господи.
ама внатре, ако се испитаме подлабоко во срцето, сепак јас сакам нешто по моето. Да, Господи, нека биде Твојата воља, ама пак јас, како што сум замислил, пак така да биде. А Света Дева Марија, од едно чисто, девствено срце, нека ми биде, еве ја слугинката Господова, нека ми биде по зборот Твој. И се предаде потполно од тој момент, како што до тогаш беше предадена на Бога. Сега веќе исцело му се предава за да стани светиња. Затоа што сега нејзината утроба, за да го прими Синот Божји, за да го прими Бога во себе, не може да биде туку така било која утроба. Како што не може и секоја куќа да биде црква, како што не може и секоја зграда и кафаните не може да бидат цркви. За да биде храм, има одреден начин да се изгради, одреден начин да се освети, па во него да се служи. Како што исто така во Стариот Завет едно чудо што виде Мојсей во пустината кога беше на подвиг, капина да горија да не изгорува. И се чудеше оддалеку како може она да гори, а не изгорува. И сакаше да види што е, но чу глас: не приоѓај, слободи ги обувките, местото е свето. Зашто Бог беше во капина. Божеството, тој божествен оган, што на Мојсей подоцна му го даде законот, сега тоа божество наоѓа друга неопалима капина. Друг храм во кој што се вселува. Додека во ковчегот на заветот во Стариот Завет се чува таблиците на законот старозаветен, Мојсевите таблици, сега во нејзината утроба станува нов кивот, нов ковчег во кој што законодавецот сега, не законот пишан, самиот законодавец се вселува прво духовно и си гради тело. Тело од тело. Од кое тело? Од телото на Света Дева Марија. Од чисто тело, безгрешно тело, кое ниту помислило, ниту искусило грев, ствара тело. Бог зема човечко тело. Од старата Ева, што беше створена од жена, зема тело. Во вечноста роден без мајка, сега ќе се роди на земјата од мајка без татко. Не се гнаси Бог од човечката грешност, туку сака да го измие гревот кај луѓето. Најпрво, Света Дева Марија, во чија утроба се вселува, расте како и сите дечиња што растат 9 месеци, се раѓа на оној негов својствен начин, кај што сака Бог ги победува природните закони, за да ја заштити Света Дева Марија, дева пред раѓањето, дева во раѓањето и дева по раѓањето, се раѓа во Витлемската пештера и го исполнува сиот закон што беше предвиден. Обрезанието, подоцна крштението и сретението, што го спомнавме пред малку, значи прво раѓањето, па по 40 дена сретението во храмот, каде што кога го внесе Света Дева Марија во храмот, се појави оној човек што некогаш се чудеше што тоа девица ќе роди и го зеде на своите раце и му заблагодари на Бога. Го позна, Светиот Дух му ја откри таа тајна. Тој беше старец, може би кој знае дали можел да дојде како дошол до храмот, но Бог му даде сила, вдахновение, вели од Светиот Дух, дојде во храмот и го зеде на своите раце. Бого примец. Да го прими некој Бога в раце. И да го примиме во срцата. Не сме достојни и во рацете да го примиме. Ама во срцата треба да го примиме. Сега отпушти го твојот слуга. Виде тоа што сакаше. Виде, може и до тогаш и не веруваше дека ќе биде тоа. Но штом толку живееше, сепак чекаше. Што ќе значи тоа? Сега е крај. Отпушти го твојот слуга. Моите очи го видоа твоето спасение. На секоја вечер што го читаме. Што си го приготвил за целиот народ. Светлина
за просвета на јазичниците. Не вели само на евреите, евреите бе избраниот народ, на јазичниците, на нас, другите, многобожечките племиња, што не знаја за еден Бог, да ги соедини сите, да направи еден цел организам. И го предаде потоа. А на Мајката Божја, што многу битно, се сврте, а тебе меч ќе ти ја прободи душата. Од една страна пофалва, значи дојде светлината на светот, дојде спасението и за јазичниците, ама тебе меч ќе ти ја прободи душата. Замислете, колку поблажена Света Дева Марија меѓу жените, но колку поднапатена. Во почетокот од самиот Јосиф, старецот, кога виде дека е бремена, а му беше дадена да го пази незиното девство, незината чистота. Што си помисли? Ова сгреши со некој. И сакаше, вели, сепак племенита душа, од законот Мојсев, ако се разбери дека некој таков греф направил, прелюба, требаше да се каменува. Требаше да каменуваат Света Дева Марија. Затоа под видот на брак му беше дадена на Јосиф. Јосиф премолча, сакаше тајно да ја напушти, да ја одведи некаде тајно, да не, ако ја беше јавно, ќе ја каменуваа. Така заповедаше законот Мојсев, за да ги пази луѓето од греф, да не грешат. Но штом помисли така, пак, оној што се грижеше за Света Дева Марија, Архангел Гаврил, Јосифе, не бој се да ја примиш Марија, својата жена, по законот ти е жена. Не можеш да ја оставиш. Зачнатото во неја од Светиот Дух, таа ќе роди син, ти му ставиш име Исус. Го става да му биде потатко, поочим, како што вика, да се грижи за него, да превземе веќе грижата за тоа дете. И Јосиф се успокои и ја прими Света Дева Марија, и Света Дева Марија целиот живот го помина во пост, во молитви, во служење, гледање како нејзиното дете расте, се до оној момент кога тој се оддели од нивниот дом. Еднаш се оддели на своите 12 години, кога беа во Ерусалим на поклонение, на враќањето тој си остана во храмот, многу народ, родителите назад се враќаа со народот, по 3 дена приметија дека детето го нема. И се вратија назад во Ерусалим да го бараат и го најдоа во храмот Ерусалимски, среде свештениците, среде книжниците, каде им зборува, слуша и дури и поучува. И ше му рече мајката, што ни направи синко, ете ние те баравме 3 дена. Зошто сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во нашто на мојот отец, во храмот Божи? Веќе навестува која е неговата мисија. Иначе, и сепак тој стана, вика, и отиде со нив и им беше послушен. Јосиф беше дрводелец, товар, им беше послушен до 30-та година да го исполни тој дел од законот, како послушен син, зашто до 30 години тој не можеше да настапи како проповедник и како учител, за да дојде на 30-та година да се крсти сега она старото обрезание што го имаше дадено Бог преку луѓето, за да ги разликува верните од неверните, верните во вистинската вера од неверните, да се обрезуваат луѓето што денес и муслиманите го пазат, евреите. Бог сега трасира нова благодат. Сега не се спасуваме по словото на законот, како што беше речено, кој ќе го исполни законот, така завршува Мојсевиот закон, тој ќе биде жив. Кој ќе го наруши законот, тој ќе се накажи со смрт. Ако станеше тоа слово, сите ние, бидејќи ние никогаш не можеме да го исполниме целиот закон, ќе останеме под смрт. Но сега, по благодат сме спасени, сега
новата благодат се јавува, новата твар, довеѓа на реката Јордан, а Свети Јован Крстител е него јагнето Божјо, вика. Светиот Дух му кажува кој ќе биде спасителот на светот. Но тоа си е посебна тема. Ние остануваме вечно да ја благодариме на Мајката Божја, која му даде тело на Спасителот. Наш го хранеше со своето млеко, на Света Гора има една икона млекопитателница, единствено што го дои Мајката Божја Исуса Христа. Му даде тело, она тело што кое ние и ден денес се причестуваме овде во храмот. Вистинско тело се разбира преку воскресението негово е тоа, се преобрази, се вознесе, онака како што би требало и ни еден ден да се вознесеме, ако заслужиме, но неговото човечко тело пред да пострада, тој ни го даде нам за храна. Земете само еден ден пред да пострада, на Велики четврток. Земете и јадете, ова е моето тело. Пийте од оваа чаша, ова е мојата крв на Новиот Завет. Правете го ова во мој спомен. Да ја објавуваме смртта Христова, на смртта Христова за нас, за мене, за тебе, за сите, за да може неговото воскресение пак да биде пак за сите нас. И кога Мајката Божја го виде својот син, кој многу пати беше изобличуван, гонет, оговаран, меч ја проводуваше душата многу пати, но најголемиот меч ја проводи душата кога остана, кога сите се разбегаа, таа со Свети Јован Богослов остана до крај под крстот, да го гледа последни мигови од неговиот живот на крстот, а нејзиниот син, послушен син, и од крстот грижејќи се за својата мајка, не ја остави и рече: жено, ете ти син. Тоа жено многу радо еретиците, посебно овие јаковињеви сведоци, кои што се многу против Богородица, што ние ја почитуваме, ја славиме, демек тој ја искарал и на свадбата во Кана Галилејската и рекол: жено, што се однесува тоа до нас, тоа жено, во оној стариот арамејски јазик, како да не рече Господјо, веќе како Бог, не како само син, туку како Бог кој што ја почитува својата мајка, возвишена мајка, еве ти син, не ја остава. Тоа жено е умилително жено, еве ти син, а тебе еве ти мајка. Се грижи за да остане згрижена до крај. Свети Јован Богослов ја зеде, ја дочува до крај. За стран и за осуда на сите оние што своите родители и мајки ги стават во старски домови. Да ги пуштат своите души во старски домови, а им остават на своите деца и куќи и имоти на сите своји материјални добра. Како се грижи Божиот син? Во стариот Мојсев закон: почитувај го таткото и мајката, за да ти биде добро да поживеш подолго на земјата. Во тоа време така, кој ќе го исполни законот, ќе поживее подолго на земјата. Ама сега новата благодат, за да ти биде подобро на небото, од искалата преку која дојде ти овде, татко ти, мајка ти се. Не е некој друг. А ние ја изгубивме таа милост. Двајца браќа кои во една утроба лежале, кои едно млеко цицале, неќа да се видат. Што се случува? Бог и од крстот страда, душата ќе ја предава на Бога, човечката душа. За божеството не умира, божеството не страдаше на крстот. Се грижи за својата мајка. Дури на оние што му ги закова клинците им прости. Опрости им, Господи, не знаат што прави. Навистина, човек кој греши не знае што прави. Зашто ако знае што прави, ама откако ќе направи гревот, одма нешто после тоа, ама тоа стана. Сега зато тука е тоа другото крштената си е посебна тема. Битното е дека Мајката Божја не, иако напатена, иако во тага, во маки, во жалости, колку нејзиниот син трпеше неправди од фарисеите, од садукеите, од книжниците
и од римската војска што даде дозвола да се распни, издржа се и на крајот на краиштата остана до крај со апостолите, секогаш ги пратеше, додека не ја предаде својата душа во раците на својот син, кој што ја зеде, дојде да ја земе директно, синот да си ја земе својата мајка. И не само духовно, зашто кога таа се упокои, Тома, како и обично, не се згоди тука, не неверен Тома, многу верен Тома, кој бараше секош корпус деликти за нас неверените, што нема да веруваме. Додека не видам и не опипам, не верувам. Овде сега кога слушна за мајката Божја, сакаше да ја види и тој. И кога го отворија гробот, не ја најдоа. Значи Господ и не ја удостои да се преобрази нејзиното тело, за да биде не само со душата, туку да биде и со телото во вечното царство Христово, да седи од десната страна на својот син и да се грижи за сите нас. Нека не има под својот покров од сега и довека сите нас и сите вас. Простете, можда нешто повеќе кажав, можда нешто и не кажав. Нека високо преосветениот митрополит, што е за критика, да ми каже кај грешам, што е за добро, нека е за слава Божја и за корис на сите нас за вечно спасение. Да му заблагодарам најподјакон Љупчо за вдахновеното предавање кое го имаше пред сите нас. Јас и ќе поставам едно прашање како што е обичај, меѓутоа само да кажам дека на денешниот ден требаше да не дојде владиката од Германија Григори, ама заради некои неодложни обврски го одложи своето доаѓање и веројатно ќе не дојде или на крајот на мај или на почетокот на јуни. Имаме можност со него да се сослужуваме, заедно да се причестиме. Оно што сакам пред дјаконот Љупчо да го прашам, да ни одговори пред сите, иако ќе повторам, вдахновено предавање кое мислам дека даде многу одговори. Еден од одговорите кој можеби го потребува народ, бар јас чувствам дека мене често ми го поставуваат, зошто требаше да страда Пресвета Богородица? Зошто требаше двосекол маж да ја го пробуди срцето? Не можеше Господ, кој се може, не изе да ја остави барем без мака, без страдање, а тој го направи тоа мајката своја. Благодарам. Да, малце изгледа не се задржав тука на тоа прашање, кога зборував, бидејќи она што Господ го рече на Ева, ќе ти ги умножам и преумножам маките. Значи, тој првородниот грев, што е разделен на сето човештво, на сето потомство, до доаѓањето Христово, до крштението Христово во Јордан, каде го потопи во водите, нели, првородниот грев, како што и ние кога се крштеваме да се ослободиме од првородниот грев. Дел од тој првороден грев преоѓа по човечка природа, мислам јас и на родителите од Света Богородица. Не може да речеме дека безгрешни, тој грев не го фати никого. Сите што се луѓе, сите се учесници во гревот до доаѓањето Христово. Но не во нас мисла што рече Ева, во маки ќе раѓаш деца и ќе бидеш под власта на маж. Света Дева Марија не раѓаше деца, не искуси породилни болки. Не роди како што раѓаат сите жени со болки, со сепак некој потешко, некој полесно, дури во бременоста тешкоти. Тука Бог и даде посебна благодат, затоа што се работеше и за посебен плод. Сметам дека и за тоа, но за да даде пример како поднесува мајката за своето чедо во животот. Што се мајките не претрпуваат?
Ние, мажите, малку сме потврди, малку поинаку. Сигурно, мајката, кога е болно, незиното дете и потешко болно не ја фаќа сон. Таа бдее над него. Сигурно, кога е некаде на пат, како родители сите го искушуваме. Јас и од себе поаѓам. Децата му идат со авион, од тргнување од тамо што идат со авион, додека да слетат Скопје, јас треперам. Ама мајката како трепери повеќе. Како мајка. Зар на мајката Божија беше сеедно кога слушаше што се зборува за нејзиниот син. Бес има во него. Влегувам малку во други теми. Тој со силата на Велзевулова ги изгонува бесовите. Или кога му се заканува, кога се спрема да го фатат и да го убијат, не знаеше мајката Божја. Бог самиот себе се пазеше. Но човечки е да се чувствува. Од друга страна, колку поголема болка, колку поголем оган, толку почисто злато излегува. Едно тотално прочистување, она што Бог и телесно го исчисти кај Света Богородица преку неговото вселување во утробата и преку неговото раѓање, и нејзиното тело тотално го доисчисти низ тие маки, за да може, затоа што и тој пак најголемата мака на крстот ја претрпе, пострелне на крстот со болки, со возишки или лама савахтани. Човекот вика: Оче мој, оче, зошто ме остави? Зар може синот да рече така? Но човекот во таа негова болка, или кога се молеше, ако е можно оваа чаша да ме одмине, да не ја пијам, болно е. И мајката Божја, кога Отецот му допушти на синот да страда, а и синот, мислам дека делумно малку да биде и мајката негова учесник во неговите страдања, за да биде и учесник во неговата слава што ја има на небесата и да има власт од него да бара сега, пошто тој даде веќе место до себе, да бара сега таа од него, да исполни некоја желба, да се спасам јас, да се спасиш и да се спаси секој еден што ќе повика кон неа. Тоа би го рекол дека Бог во неговата предвечна промисла, едно за пример како да поднесуваме, друго за пример колку поголеми страдања ќе претрпиме, толку поблиску и толку поголемо достоинство пред Бога ќе добиеме. Затоа и се нарекува Владичица наша, Пресвета Богородица. Зашто што владе над се, излезе над се што е човечко. Дали сум право или не, дополнете ако. Дали може би некој друг сака да постави некој прашање? Јас само малку ми се навратил, може би ова ќе требаше да биде почеток на предавањето. Сакам да се извинам бидејќи заборавив на почетокот да го најавам кој ни е предавачот. Заборавив да спомнам збор 2 за нашиот Љупчо Петрески, кој е роден на 18 февруари 1950 година во село Арилјево. Таму го започнува своето основно образование и до 4-то деление, од 4-то до 8-то во соседното село Долна Дивјаце, за потоа да се запише во Крушевската гимназија. Своите факултетски денови ги продолжува во Скопје, во романската филологија на филозофскиот факултет, каде што ги завршува, а во најзначајните негово дело го започнува во 1977 година, каде што во Тетово во храмот Свети Кирил и Методи е ракопроизведен во чтец, а во 1978 година во подјакон во манастирот во Лешево. За ние да имаме таа чест од 1985 година да се врати во Крушево и да биде нашиот најстар водач на певниците, кој што до ден денес неуморно му служи на Бога, неуморно ни служи на нашите крушевски цркви, ние подкрепа на нас свештениците, а сега нормално и на нашата митрополија, на овој храм, на храмот Успение на Пресвета Богородица и сегде онаму каде што ние свештениците ќе го побараме и сме многу благодарни за сето тоа. Еве денеска не само што водеше певниците, туку
ни го предаде и ова многу убаво вдахновено предавање за Мајката Божја, кое што ништо не е случајно, а и ова не беше случајно. Претходниот предавач, презвитерот Иван Цветковиќ, на крајот на неговото предавање најави за Мајката Божја, дедо Љупчо продолжи да зборува за незе. Денеска на Светата литургија нашиот митрополит беседеше за блаженствата, а наредното предавање е токму поврзано со тоа. Наредното предавање ќе биде за блаженствата, односно посебен осврт кон едно од блаженствата кој што гласи: блажени се чистите по срцето, тие ќе го видат Бога, а негов предавач и излагател на тоа предавање ќе биде еминентниот наш професорот доктор Ратомир Гроздановски, кој е протодиакон, кој што е еден од оние професори кој што оставија една најголема трага за новозаветната теологија во нашата современа Македонска православна црква. Затоа би било убаво и на последното предавање во овие великопостни денови, кој што ќе се одржи секако недела, да нема во што поголем број да заблагодариме за сето она што досега ни беше и да го помолиме Бога да ни биде подкрепа за она што понатаму ќе доаѓа. Уште само да најавам дека во недела богослужбата, како по традиција, во петата недела на Светата Марија Египетска ќе се отслужи во манастирот Свети Спасовде во Крушево, на која што ќе научи началство неговото високопреосвештенство митрополитот Крушевски Демирисар Јован. Наш гостин уште од Сабајлето ќе биде таму најверојатно и професорот доктор Ратомир Гроздановски, кој што ќе служи заедно со нас, а оттаму да се насладиме со духовните дарови и потоа овде да продолжиме истото да го правиме. Да сте ви здрави и живи и од Бога благословени.